Пендаровски одлучи дека нема потреба за нова вонредна состојба. Владата според него ги обезбедила сите здравствени и економски мерки. Вели дека високите бројки на ново заразени дневно кои немаат паднато под 100 не се сега и никогаш досега не биле причина за воведување на вонредна состојба. Тоа го правел за да и даде моќ на владата да носи уредби со законска сила во битката против епидемијата. Јас не велам дека нема поголеми бројки. Има поголеми бројки, меѓутоа вонредната состојба не беше заради бројката воопшто. Туку владата, кога нема парламент, во тие услови да може да одговори на предизвиците во економско, социјална и здравствена сфера. Во здравствената не зборам за методологија, за начин на лечење, зборувам за тоа дали имаме доволно заштитна опрема, дали имаме доволно ресурси, болници, кадровски потенцијал, медицински персонал. Сепак председателот на 30 мај размислуваше поинаку. Поседницата на Советот за безбедност рече дека причина за вонредната состојба се изголемениот број заразени и починати. Имајќи го во предвид последниот развој на настаните и зголемениот број на заразени и починати лица во текот на денешниот ден, ќе донесам одлука за прогласување на нови 14 дена вонредна состојба, која ќе започне да тече од утре. Освен за бројот на заразени и владините уредби како причина за вонредна состојба, Пендаровски беше контрадикторен и за изборите. Во обраќањето неколку пати повтори дека неговите одлуки воопшто не се поврзани со изборниот датум. Но неколку минути подоцна Назаев и Мицковски им остави простор да се договорат, па ако требало ќе продолжил и вонредната состојба за неколку денови. Тој предупреди дека мора да има инклузивен изборен процес со учество на сите фактори за идната влада да има полн легитимитет. Кога имате многу понизок поради пандемијата, кога имате многу понизок одзив од претходните просеци, а нашиот просек е парламентарни избори од 90 до денес, никогаш не биле под 60% одзив. 2016 67%, прилично висок. Тоа ви додава на политичкиот легитимитет. По некои проценки, по некои анкети што јас сум ги видел, може да имаме повеќе од 20 до 25% опаѓање на тој процент. Дали прашање можеме со учество на сите да доеме до 50%. Добро е да направиме инклузивни избори и со тој процент, со тој одзив, меѓутоа секој пат е подобро да имате поголема партиципација на граѓаните, бидејќи тие ви го даваат легитимитетот и кредибилитетот како политичар потоа. Изборите во услови на корона според председателот биле неопходни за да имаме функционални институции, но признава дека на најголемиот дел од граѓаните не име до гласање.